Dobar den, od mene Silvana Pavlovska i programata Vo Fokus so Silvana Pavlovska. Продолжуваме со нашата серија посветена на македонската книжевност и историја и делото на Димитар Митрев, наречено Пиринска Македонија. Денешното четиво е Балканот на балканските народи и ќе го објавиме во два дела. Почнуваме сега со првиот дел. Повеќе од еден месец нашите луѓе се разбранети од сенароден револт против нападите од соседна Бугарија спрема нашето национално постоење. Овој револт разнесува во најшироки размери и ја опфаќа сета југословенска општественост. И везден нашиот печат дава достоен одговор на нападите, што го примаат и обликот и суштината на целосни фалсификати и на брутално обновени негации на историските вистини и на постојните победи на нашата суверена национална судбина. Ние денеска сме собрани во таков масовен број да кажеме како луѓе на науката и како луѓе што учиме наука, дека она што се представува како наука во оваа злокобна кампања нема ништо заедничко со науката во целост и со историската наука посебно. И како такви, по силата на нашата професионална вокација, ништо не ни значи што брошурата која најдов
koja je najnov napad i na našата nacionalna istorija i na našата nacionalna segašnost, se pojavila pod egidata na Bugarskата akademija na naukите. Vo našата svest, vo našата logika, vo našiot naučnički sluh, ta se oglasува kako celosno zboguvanje so pravilata na naučnički dialog. Никако поинаку, зашто сите знаеме како во науката се застапуваат и како се бранат конфронтираните гледишта. Би сакал отпрвин да ви го свртам вниманието кон суштината на оригиналниот наслов на брошурата за која е збор, пишува писателот Димитар Митрев. Во македонски превод овој наслов гласи, цитираме, историско-политичка информација по македонското прашање, крај на цитатот. Во оригиналот стои историческо-политическа справка по македонски въпрос. Крај на цитатот. Ја истакнувам таа разлика помеѓу оригиналот и преводот, бидејќи зборот справка не значи информација, а кога се постави во неговата адекватна ознака, го чини уште побезефектен. Од гледиште на научното толкување, стилот на авторите на брошурата. Справка значи уточување на сите компоненти на прашањето што е предмет на разгледување. Кога пак во науката нештата се уточуваат, тогаш на тапет се поставаат сите постојни елементи, сите тврдења и гледишта, сите тези и хипотези, па и сите предпоставки што го тангираат апострофираното прашање. А уточнувањето што го вршат стилистите од историското оделение на Бугарската академија на науките, или БАН скратено, е уточнување на легендарно познати, а во пределите на нивната конзервирана свест и митологизирани големо бугарски тиради. И уште со напуштањето на етимолошката адекватност на насловот е остварено и напуштањето на стилот на научното истражување, на научното докажување, на научното заклучување. Зборот справка е употребен, но е злоупотребена неговата внатрешна експресија. Па овој збор може да им збори нешто само на оние што со науката немаат, ама баш никаква врска. Но се добило со тоа нешто смешно, бидејќи знаеме дека брошурата со сета помпезност на незината насловна корица е распратена на адресите на научници во бројни европски земји. Немаат никакви информации, но со мозокот што го имаме и јас и вие, може да ни биде однапред јасно дека адресантите се нашле вчудовидени како справочниците не се справиле со фактографијата и со тврдењата на противната страна. А веќе знаеме дека за авторите на брошурата не постои противна страна, а од страница во страница постоја само тие и со нив заедно. Нивните вечни предходници со тезите на една шовинистичка тавтологија. И зошто да не речеме не заради нас, туку заради престижот на науката, да број од адресантите имале бројни можности да ја запознаат противната страна, тоест она што го создала македонската историографија во текот на последниот четврт век. И не само да го запознаат, но и самите да се вклучат во проучувањето што водат кон врвиците на нашето историско постоење, во неговата неизвртена диалектика. И многумина од присутните на овој собир не еднаш чуле како странски научници не тврделе ништо друго за историската повест на македонците од она што го тврдат сите македонски историографи. Но да се вратиме пак кон етимологијата на справката што останала неизвршена. Во науката може да биде убедлив само оној негатор, оној оспорувач и оној застапник на своето гледиште, што наоѓа за потребно во прв ред да го запознае противникот. Тоа ќе рече да ги изнесе неговите тврдења, неговите поставки и неговите заклучоци, па по тоа, пункт по пункт, да ја докажува нивната неодржливост. А во случајот тоа го нема и во нашла
и се нашла премолчена цела серија од факти и документарни откритија. Го нема тоа зашто не потпаѓа под индексот на една шовинизирана еквибристика. И стилот на брошурата од почетокот до крајот е токму таков и не може да биде поинаков при отсутноста на еден научен пристап на разгледување и докажување. Веројатно чувствувате самите дека тоа го изнесувам без чувство на засегната научничка свест. Нам не ни е потребно признание на нашиот научнички углед од авторите на брошурата, кои во нејзиниот случај се покажале како безличија, што го изгубиле својот собствен научнички углед. Ние веќе не сме анонимси ни за најугледни историографски авторитети во светот. Не еден од нив се користел со нашите историографски постигања и со новиот фактографски фонд. И не еден од овие светски научни авторитети го сторил своето во името на научната вистина за дефинитивното утврдување на вистините на нашиот закономерен историски процес. Нема да споменувам имиња и нема да прибегнувам до цитати, не само поради тоа што овој научно верзиран собир го знае тоа не помалку добро од мене, пишува Димитар Митрев. Кога би имало барем зрнце од научност во брошурата, што не собра во таков број денеска, тоа би го сторил. И пак поради тоа дојдовме до еднодушниот заклучок за безпредметноста на полемичката расправа. Не би сакал да им чинам чест на оние што во случајот изгубиле елементарна научничка честност. И бидејќи сите сме убедени дека се тоа и само тоа како автори на брошурата, патем ке спомнам дека сме задоволни што сме ослободени во нашиот сериозен научен пристап од призвукот на сентиментални категории. И бидејќи сме такви, а не можеме да бидеме подруги, кога сме се определиле за поприштето на кое му служиме, сами сме укажувале на публицистички или квази-научни присилувања во нашата собствена куќа, без да ги заборавиме и оние нашински романтичарски добронамерници што би сакале македонците од сите претходни векови да бидат на висината на националната култивираност на денешните македонци. Толку многу сме страдале во текот на повеќе од еден век од ненашински националистички ексурзијанти во магливите средновековни вилаети на безнационалноста, за да ги си дозволиме да се бараме таму каде што објективно не сме можеле да постоиме како нација. Па сме им велеле на собствените романтичари да си ги приберат преокупациите во пределите на оние историски периоди каде е испеана крштелната молитва на сите нации, па и на нашата. Конската опашка на ханот Крум може слободно да се развева како знаме на екзалтиран национализам над зградата на Бугарската Академија на науките, но над нашите научни институции може да се вее знамето само на онаа Македонија, чиј процес на национална пробуда е законита појава во текот на националните ембриони во 19-тиот век. Рековме што е присутно во брошурата, која не собра денеска со своите обратни страни спрема научното дејствување. Присутен е квантумот и националистичката распеаност на старата големо бугарска историографија. Во неа се дадени за не знам кој пат статични и произволно третирани податоци и факти. Дадени се цитати што зборуваат за инфилтрирањето на бугарското влијание кај некои наши преродбеници, а кој никогаш не сме го одрекнувале, но сме го третирале во неговата неизбежност по силата на одредени објективни услови и на оние заеднички моменти од борбата против исти непријатели. Но и тоа не сме го фиксирале како статика, како нешто дадено еднаш за секогаш, а во правецот на диалектичкиот процес. А брошурата ни поднесува фрапантни половичности. Да го наведеме само тврдењето за бугаризмот кај джинот, а наспроти тоа
Netvrdenjето za srbizmot koji ovoj naš slovenski prerodbenik koji pak ne beše se dooformil nikako tako, bideki veleše deka se naogljavo Makedonija albanska i kakva sila na dokazot i kakva sila na dokazot koga se pravi nacionalen kapital od ličnosti što go nose vo sebe fenomenotna nacionalna neiskristaliziranost. Što može da ni znači faktot što ova brošura koja je vodnevniot žargon so pravo je odredena kako pamflet izlegува pod naslovot na najvisoka naučna institucija vo koja je inauguriran so silata na vrven zakon istorijski od materializam. A oni je što go koristele ova jedinstveno naučno tolkuvanje na istorijata ne vo vidot na ritual a so akcionosta na negovata metodologija, znajeme deka i svetotna istorijata je promenljiv po svojot razvoj. Ni za jedna nacija ne je takov kakov što go projektira vo retrospektiva jedna proizvodno zalutana vizija. A vo tekot što ne apostrofira nas, a nije pak i deneska go apostrofirame samo od vizijata na naučnost, jer nema dijalektikata na neumolivata istorijska zakonomernost. Vonego istorijata ne se tretira kako proces so brojni složenosti i protivrečnosti, toko vo nekakva neizina konstantna nepromenljivost. Toliko mnogo nešta se promenile i kaj nas i vo Bugarija, ni stekot i na ponovata i na postarata istorija, no avtorite na brošurata so nespatliv naivizam ubeduva deka se može da se menuva, no samo velikobugarski od fenomen ne potpada na promenljivost. Sušnost, to je i jedinstveното vo koje uspeva da ne ubedat, no najmalku za nas to može da bide nekakav efekten rezultat, zašto odavna sme ubedeni vo toa. Ništo novo nema tamo u koje ne sme go znajele i na koje ne sme dale svojevremen odgovor. I neka im go kažeme i toa, so permanentno stana novi od falsifikatorski pohod vo sferite na našata istorija. Ti je stana svojeviden činitel za neverojatno brzo izostruvanje na našata naučna misla vo oblasta na istoriografijata. Pa i poradi toa uspevme vo rekordno kratko vreme da go pročistime naši od izmina istorijski pad i od nivnite i od golemo srpskite i od golemo grčkite falsifikatorski naslagi. A to nešto znači za naukata nekoj odi napred, a nekoj ne se pridvižuva ni čekor, stojeki so poslovična tvrdoglavost vrstezite na golemata propagandnost. To jest na golata propagandnost. Gola i golema. I zato pak da rečam, ništo ne ni znači firmata na izdavač od na ovoj golozboren propagandistički tekst. Ušte vo dobata na prvobitnata akumulacija na kapital od našite pradedovci učea da ne se gleda vo firmata na dućanot, tuku vo stokata što sakame da ja kupime. Zato i serioznata naučna misla vo Bugarija nema što da kupi so devalviranata valuta po makedonsko to prašenje što im ja nudi visoko parnata firma na Bugarskata akademija na naukite. No ne sme samo nije odsutni vo ovoj tolku štedro rasprostranuvan tekst. Odsuten je vonego i pristapot na starite bugarski historiografi so neskrijeni golemo bugarski tezi. Nekoji od njih, nastojuvajki barem po formata da go zapazat svoj naučnički prestiž, drža smetka i za faktite i za sozdatelite na faktite. Ti je polemizira, no ne ja zaborava protivnata strana i je osporuva bez da gi premočuva nezinite gledišta i postavke. Da se konkretizirame vo toa, našite ocenki za makedonizmot od 60. godini na minati od vek neke bea sosema celosni, ako za nego ne dava autentični podatoci samite negovi osporuvači.
Големиот бугарски книжевник и виден деец од преродбата Петко Р. Славејков го напаѓаше во својата позната статија македонизмот, но и кажуваше во неа колку недвосмислени се македонистите во нивните национални концепции, кажуваше зошто се борат и од што се откажуваат. За луѓето на науката е важно дека кај Славејков се напаѓа нешто што постои. Постоењето на македонизмот не се негира, туку неговата идеологија. И на оној што знае научнички да резонира, му станува јасно дека е збор за конфликт помеѓу две спротивни национални идеологии. Славејков дури отиде и дотаму, што го означи македонизмот како изразито самородна појава на македонска почва, та и поради тоа сметаше дека треба да и се пресечат корените. Битното е во израснувањето на коренот, па одовде и желбата да биде пресечен. Едното е факт, а другото е желба. Во статијата на Славејков постои едното и другото, па потоа нека суди логиката на верзираниот читател на оној што го гради својот заклучок врз постановката на фактите. Авторите на брошурата го согледуваат македонизмот единствено врз поддршката што му ја дал Стојан Новаковиќ. Нив ништо не им значи самородната појава на македонизмот, туку ставот на Новаковиќ, а кој настанал откако македонистите го изнесле своето самостојно национално гледиште. И каква била поддршката на Новаковиќ? Со какви побуди и со какви цели? На тоа нашата наука уште пред повеќе од една деценија одговори со најасен и најразвиен одговор. Но логиката на авторите на брошурата, што ги земаат во вид последиците, а не причините, ја избегнува аналогијата со поддршката што ја дава на македонските национални тенденции и на спецификите на македонскиот јазик, лидерот на рускиот панславизам Аксахов. Подтекстот и на оваа поддршка не е во својата битност подруг од оној на Новаковиќ, но битно е во прв ред дека и Аксахов поддржува еден чин што македонците го создале во името на своите национални интереси, а не за интересите на српското великаштво или на рускиот панславизам. Очебино е дека пречи рускиот происход на неспоменатата втора поддршка, бидејќи авторите за кои е збор се навикнати да се користат само од оние руски изворници што се идентични со нивните тези. Пак во духот на аналогијата помеѓу некогашното и сегашното како застапување на иста теза, би споменал, вели Димитар Митрев, авторот на книгата Пиринска Македонија, би споменал колку битна беше со самото свое постоење полемиката на основачот на словенската филологија во Бугарија Александар Теодоров Балан по повод знаменитата книга на Мисирков за македонските работи. Авторите на брошурата ја премолчуваат таа најсугестивна појава на пробедена македонска национална свест, а за разлика од нив и тоа каква, Балан реагираше најостро уште на другиот ден по излегувањето на книгата, што беше стројна научна пледоарија и на спецификите на македонскиот јазик во неговата суверена посебност. Балан уште пред 65 години со најсериозна загриженост за каузата на големо бугарските претензии спрема Македонија го определи делото на Мисирков како најголема опасност за иднината на таа кауза и бараше од бугарската влада да биде уништено тоа ремек дело на веќе научно култивираниот македонизам. Владата го задоволи барањето на Балан, но иднината го стори своето. Одрекувајќи го Мисирков со повикот за опасноста што ја шири, доенот на словенската филологија во Бугарија се плашеше од реализацијата на Мисирковите перспективни визии.
И судбината посака така, што Балан влезе во гроб во доба на целосна оствареност на некогашната пледоарија на Мисирков. Но она што го стори Балан во 1903 година, авторите на брошурата не наоѓаат за потребно и да го спомнат. И тоа е сосем во духот на нивната пропагандистичка логика. Премислата на таа логика се врти и превртува единствено околу произволниот силогизам за раѓањето на македонската нација во пазувите на некаква ововременска политичка комбинација. И пак, во правецот на нивната логика, сегашното неполемизирање со Мисирков е сосема сватливо по правилата на пропагандистичката игра, бидејќи само таа своевремено уништува книга, е достатен одговор на одново изнесените произволни проекции во светот на македонското минато. Науката има своја логика, но и пропагандизмот не е без логика. Заборавот на едната нужно води кон префорсираност на втората логика, но има во брошурата отсутност и на нешто друго, на нешто свое, но несвојствено за избраниот манир. Извршена е во неа негација и на дел од собствената историографија, и тоа на она најпрогресивната и како наука и како политика. Да, тоа беше Балканот на балканските народи, првиот дел од два дела, содржан во книгата на Димитар Митрев, Пиринска Македонија. А јас сега ќе го оставам со една песна од Васка Илиева и се надевам дека ќе ми се придружите следниот пат за вториот дел на ова четиво.
Come sale ma basti